Благодарам, почитувана подпредседателке, почитувани колеги и пратеници. Вие малку што сте тука во сала. Јас денес имам 3 прашања и сите 3 се поврзани со Законот за употреба на македонскиот јазик, донесен во јануари 2024 година. 2 прашања имам за министерот за култура и туризам и едно за министерот за јавна администрација, бидејќи министерот за култура и туризам и заменикот најавија отсуство. За жал, јас би сакала да ги прочитам прашањата ми писмено, ако може. Законот за употреба на македонскиот јазик е донесен на 26 јануари 2024 година, поздравен како суштински исчекор во заштита, унапредување и промоција на македонскиот стандарден јазик. Овој закон, кој предвидува обврска за задолжително лекторирање на документи, образовни и медиумски содржини и вработување лектори во институциите, воведува и инспекторат, како клучен механизам за надзор и контрола на примената на овој закон. Затоа што пред една цела недела во Собранието добивме предлог за изменување на Законот за употреба на македонски јазик, со кој што најлаички кажано се уназадува статусот на Инспекторатот за македонски јазик, институција која не само што беше барана од сите засегнати страни да се формира, туку беше една од главните придобивки од овој закон. Денес сакав да поставам прашање до министерот за култура, затоа што незаинтересираноста за имплементирање на овој закон, се извинувам, на вистина загрижува. Да бидам појасна, Инспекторатот за македонски јазик, кој требаше да е засебна единка, посебно правно лице со посебна буџетска сметка, сега станува оддел, односно сектор во Министерството за култура и туризам со директор. Засебноста на овој инспекторат ја гарантираше независноста, ингеренциите на истиот и начинот на делување. Нивото на унапредување на заштитата, која со овој закон се овозможи за македонскиот јазик, беше крунисано токму со овој инспекторат. Наместо тоа добивме директорка која што не можеше да функционира и се уште не може да функционира, затоа што на министерот му поминаа сите рокови за усогласување со овој закон и затоа што не успеа да се избори или немаше време да се избори, да ја задржи позицијата на овој толку важен инспекторат. Ниту една одредба од овој закон за жал не се почитува, па не можеме да бидеме ни удостоени со присуство да добиеме одговори. Затоа прашувам: прво, зошто Министерството за култура не го објавува регистарот на лектори на својата веб страница, како што тоа е предвидено во член 19 став 2 од овој закон? И второ, докаде е изработката на Националната стратегија за македонски јазик? Третото прашање е до министерот за јавна администрација. Почитуван министре Минчев, членот 6 со став 1 од Законот за употреба на македонски јазик пропишува задолжителна употреба на македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо во работата на органите на законодавната, извршната и судската власт, јавни установи, органите на единиците на локална самоуправа и другите правни лица основани со устав и со закон. Во таа насока, членот 9 од истиот закон изречно предвидува дека во наведените институции задолжително треба да се вработат лектори по македонски јазик со цел да се обезбеди стручна лингвистичка поддршка, да се гарантира правописна и граматичка исправност на службените документи и да се спроведе обврската за лекторирање како што е предвидена со член 7 од законот. Дополнително, член 41 став 2 од законот утврдува дека рокот за исполнување на оваа обврска е 1 година од денот на влегување во сила на законот, што значи дека сите институции имаат ограничен временски рок за усогласување со оваа законска норма. Со оглед, како што кажав, дека законот е донесен на 26 јануари 2024 година, вклучувајќи го изборниот период, поминати се сите законски рокови за негова имплементација по ова прашање. Моето прашање до вас е: колку органи на државната власт, органи на единиците на локалната самоуправа, јавни установи, институции и правни лица основани со закон, досега имаат поднесено барање за проширување на актите за систематизација со цел вработување лектор по македонски јазик, колку од нив добиле одобрение, во колку институции веќе е реализирано вработувањето и кои институции се уште немаат превземени активности во таа насока, имајќи ја во предвид законската обврска утврдена со член 6 став 1 и член 9 од Законот за употреба на македонскиот јазик. Ви благодарам.